Од градежен шут, мебел, угинати животни до медицински отпад, коритото на Тетовска пена со години се наоѓа во катастрофална состојба. Реката е запуштена и загадена и за неа воопшто не се грижи никој, алармираат микробиолозите. Загаденоста е опасна и за земјоделските површини, но и за граѓаните. Па самата загадена вода во колку дојде во контакт со земјоделски површини, веќе ќе ги загаде самите површини. Да не спомењам дека во летните месеци има доста деца кои се плюскаат, се играат по вировите на река Пена, што е многу опасно за здравието на тие деца. Потребна е поголема ажурност на комуналните и санитарни инспекциски служби, повеќе контроли, казни за загадувачите, но и редовно чистење, вели Фейзулаи. За жал, како река може да кажеме дека е се до влезот на Тетово. После тоа веќе таа го губи името река, тоа е еден обичен канал. Верувам дека реката Пена ќе го заслужи името да биде една река, планинска река, која ќе биде и гордост на граѓаните во Тетово, па да може и кејот да се продолжи, па луѓето да имаат и да уживаат со прошетки покрај реката. Али потребен е голем ангажман за тоа. Но наспроти сликите од терен и предупредувањата на експертите, локалните власти се правдаат дека коритото редовно се чистело. Најавуваат и формирање на фирма која во иднина би се грижела за чистотата на Пена. Инаку токму негрижата кон реката беше причина за големата поплава во 2015 година, кога Пена се излеа во долниот дел на градот и направи огромни материјални штети.